Прво, дозволете ми на почетокот многу остро и многу прецизно да ги осудам сите вербални напади и закани од страна на пратеници на СДСМ, кои што беа направени во текот на вчерашниот ден. Дел од нив се гледаат на снимките кои што ги објавија некои интернет портали. Дел од тие напади, вербални и закани, се случуваа во ходниците. И тоа најчесто од мажи пратеници од СДСМ кон жени пратенички од ВМРО-ДПМН. Тоа говори за нивното ниво. Тоа говори за состојбата во која што сами се довеле и говори за недостатокот на аргументи и недостатокот на совест при вршење на работата пратеник. Но како и да е, дозволете ми да го објаснам и формалниот дел од проблемот кој што настана. Во деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, во членот 1, не подолу, во членот 1, во ставот 2, деловникот на Собранието им дозволува на работните тела, без разлика дали се постојани или привремени, да донесуваат правни акти со кои што ќе регулираат својата работа. Тоа досега го имаат направено повеќе работни тела, односно повеќе комисии. Дел од нив постојани, дел од нив привремени работни тела. Друг дел од комисиите немаат донесено такви правни акти. Деловници или одлуки. Што значи, деловникот на Собранието на Република Македонија во својот член 1, став 2, дава можност на било која комисија, па и на Комисијата за образование и наука, да донесе одлука со која што ќе ја регулира својата работа. Одлуката која што е донесена од страна на Комисијата за образование е идентична со текстуалниот дел од деловникот кој што се однесува за водење на пленарни седници и за право на говор на пратеници на пленарни седници. Значи, кратко кажано, деловникот дава право на секое работно тело да донесе правен акт, а правниот акт кој што е донесен од страна на Комисијата за образование е во целосна согласност со деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Тоа е формалниот дел. Суштинскиот дел, почитувани присутни, колегите од СДСМ и на комисија, и на координација, и во билатерални средби, дел од нив и овде присутни, јасно и гласно ни дадоа до знаење дека нивната цел не е нити да се подобри законот, нити да се дебатира за суштината на амандманите, нити да разговараме за потребата од формирање на нов државен универзитет за национална безбедност, одбрана и мир. Нивната цел е јасна. Прво, сакаат да го блокираат донесувањето на законот. Второ, за жал, очигледно сакаат да предизвикаат инцидент во ова собрание. Понатаму, основна улога, основна функција и основна причина зошто постои ова собрание и било кое друго собрание во било која друга држава е да носи одлуки за празна дебата, која што ќе трае со денови, без никаква цел и без никаква конечност. Има жена парк, има табли за шах, можат пратениците да си се префрлат таму и од едната и од другата страна и да си дебатираат до недоглед. Собранието, врз основа на деловникот, врз основа на процедурите, има обврска да носи одлуки. 30 пратеници на СДСМ се обидуваат да им го одземат правото на други 90 пратеници во ова собрание да носат одлуки. Тоа е кршење на принципите на демократијата, тоа е дрскост и тоа е причина повеќе зашто ова собрание ден поскоро треба да биде распуштено. Ова не е прв пат. СДСМ секогаш пред избори го прави истото. Го правеа и со буџет, го правеа и со други закони, и во 2007-та, и во 2011-та, и во 2014-та. Ние сме навикнати на нивното сценарио. Во очите им се гледа безизлезот и нервозата.
се надеваме дека сепак разумот ќе преовлада. Дополнително дозволете ми да потенцирам дека оваа блокада и овој обид за внесување на хаос во собранието не е ни за буџет, ни за заем, ни за кредит, ни за политичка одлука дали ќе даеме субвенции на една категорија на граѓани или на друга категорија на граѓани. Оваа блокада, верувале или не, е за закон кој што се однесува на формирање на нов државен универзитет за национална безбедност. И тоа во вакви клучни времења, во кои што Република Македонија и пред себе и за себе, но и пред многу други држави од Европа, има обврска да гарантира и своја безбедност и поширока безбедност. Очигледно, колегите од СДСМ се спремни да го жртвуваат и тоа. Република Македонија има потреба од ваков универзитет во насока на подобрување на кадровските капацитети на армијата на Република Македонија и на сите безбедносни служби. Затоа за нас е комплетно нелогично и необјасниво блокирањето токму на овој закон. Прво, според деловник, комисијата има право да донесе ваква одлука. Второ, над 90 пратеници имаат право да носат одлуки и 30 пратеници не смеат по ниту еден демократски принцип да го одзимаат правото на собранието да носи одлуки. Ви благодарам.